Официјално. Добро утро. Дадоа убав вовед за кои се потребите на младите. Вие на веќе постоечкиот закон за кој што ќе зборуваме, дали колку се преминува, веќе работите на измени и дополнувања. Голема ли е потребата да се направат тие измени и дополнувања? Колку реално се потребите на младите на кои што треба да се интервенира? Младите се прашање кое што секогаш треба да биде на приоритет, меѓутоа се ставаат како приоритет само во предизборните кампањи. Многу малку се говори вака, односно не, ние говориме, но многу малку се прави реално во пракса за младите, бидејќи младинската политика не ги допира само младите, односно не е само младинската политика важна за младите, туку и многу други политики кои што ние секојдневно ги креираме од правосуден систем, образовен систем, економија, кои што навистина го засегаат секој млад човек и довербата која што ја имаат кон институциите. Она што може да кажам за клубот за младински прашања и политики е дека се воспостави како тело кое што е пријател на младите и заедно преку дискусија со нив, односно со младинските организации, со представниците на младинските организации, студентските унии, средношколските движења, дојдовме до тоа да утврдиме дека навистина се потребни измени на Законот за младинско учество. Како пратеници се земавме обврска да посетиме голем дел од општините со цел да видиме како истиот функционира и да утврдиме кои се аномалиите на законот и каде треба да се менува. Дел од општините имаат веќе реализирано обврски согласно законот, меѓутоа мора да се каже дека во голем дел и обврските се направени ради реда да се каже дека ева законот се почитува и е формиран, пример, локален младински совет, меѓутоа истиот е нефункционално тело. Во пракса нема активности. Нас ни е во интерес да имаме функционални локални младински совети, односно нели млади луѓе кои што на локално ниво ќе дишат во врат на општината и ќе се борат за активности кои што нив ги засегаат да бидат реализирани во таа општина. И од тука произлезе и целата потреба да се менува законот. Во кој сегмент најмногу? Каде интервенирате? Највеќе се забелешките се однесуваат на финансирањето, односно финансискиот дел кој што треба да го одвојуваат општините и државата, во делот на категоријата младински службеник, бидејќи младинските службеници секој ги си толкува како сака. А која е неговата задача? Што треба да биде тој? Има посебни правилници, изготвени со помош на мисијата на ОПСА во Македонија, која што точно ги детектира кои се неговите, кој е неговиот опис и попис на работното место, меѓутоа кај нас, за жал, институциите се уште ги користат само за копирање или да отидат или завршат некоја работа, а не за намената за која што треба да служат. Ние ќе опфатиме делот со измените, делот за младинската работа, каде што особено ќе се дефинира и тука ќе имаат голема улога младинските службеници и младинските канцеларии, бидејќи младинската работа е нешто што отвара широки перспективи, веќе има и на филозофскиот факултет отворено насока за младинска работа. Зошто постојано зборуваме во државата дека треба да се направат некои измени во образованието? И тоа зашто постојано го зборуваме и како да се вртиме во круг. Ако правите измени и дополнувања во Законот за млади, во делот на образованието, ќе се направи ли конечно некој исчекор? Добро, Законот за млади не опфаќа младинското организирање, младинското учество, но образованието и тоа како треба да трпи промени од образовните програми, бидејќи во делот на стипендирањето. Така, правиме често координации со институциите и на тие координации присуствуваат и представници од младинските организации, се детектираше дека пред се треба да има ажурирање на образовните програми, потоа целосни измени на концептот на матура кој што се полага во земјата. Добро. Да има промена на системот на оние стипендии кои што се даваат на високо рангирани универзитети во странство, односно да се провери каде се тие луѓе, зашто државата не ги контактира, односно зошто не Зошто потоа не се во држава? Така, зашто не ги користи нивните интелектуални потенцијали и ресурси.
тука се отвараат низа прашања од студентскиот стандард целосно до средношколското организирање, значи образованието е еден широк концепт кој што треба да трпи измени. Она што ние го правиме како пратеници е во делот на законот за средно образование. Доставивме до Министерството потреба за измени да се регулира средношколското организирање, бидејќи во високото образование и во основното образование е регулирано. И делот на отварањето на канцеларии за психолошка поддршка на младите, односно педагозите да вршат својата функција. Во она што се однесува на студентскиот стандард, разговарано е со министерот и ни беше доставен акционен план за целосна реконструкција на студентските домови. Тука веќе треба да се отпочне, малце досни Министерството и ние постојано вршиме надзор и притисок да се започне работата. Да, учебна година. И низа на други мерки. Со Министерството за труд и социјална работа, со Агенцијата за Ерасмус, односно за програмите за мобилност, постојано се координираме со цели тие мерки кои што ги имаат и Агенцијата, и ФИТР, и другите меѓународни фондови, и Министерството за труд и социјална политика, да бидат подостапни за младите, како што се мерките за самовработување, кредитите за отварање на сопствени бизнеси. Така што се прави нешто и тоа сето влегува во концептот и на образованието, но и она што младите го бара од нас, дуалното образование, односно да се зема во предвид потребите на пазарот на трудот согласно образовните програми. Споменавте една тема, психолошкото здравје како најважен сегмент за младите. Ќе одвоиме, ќе зборуваме посебно на таа, сакам како подпрашање, се бориме со екзодусот на млади. И навистина еден голем предизвик. Предпоставувам и за вас. Во тој дел, како да се задржат младите во државата? Трендот на иселување сегда постои. Постои во најразвиените европски држави, каде што луѓето мигрираат од една во друга европска држава. Кај нас тој тренд веќе не е, мислам, дека само од финансиски причини, меѓутоа е од општествени потреби. Така, правевме една анализа заедно со Бојан Кордалов беше гостен утринава, каде што испитаниците самите тврдат дека сакаат и подобар здравствен систем, и подобар правосуден систем, односно правна сигурност, и подобра животна средина. Сите овие работи на кои што мора да обрнеме особено внимание, ги тераат младите да заминат во држави каде што системот им гарантира сигурност. Ако сакаме ние да привлечеме млади луѓе да се вратат тука или да дојдат од други земји млади луѓе да се развиваат и да работат тука, тогаш дефинитивно мора да работиме и на полето на подобрување на образованието, што веќе претходно го споменав, но и на правната сигурност, системот на заштита, здравството, за да луѓето гледаат партнерски однос и се чувствуваат тука безбедно, а не постојано да живеат во неизвестност. Младите луѓе не сакаат повеќе да живеат во неизвестност. Дали кога ќе одат на шалтер во болница, ќе има реагенции за да испитаат одредена состојба или ќе нема реагенции. Не сакаат повеќе да инвестираат во земја каде што постојано законите се менуваат и каде што вие и да тргне нешто наопаку немате судство каде да докажете дека сте во право. Да. Ако постојано се менуваат, се надополнуваат, можеби тоа и е добро, се следат потребите, реалните потреби на општеството, па тука да се работи, но од друга страна за да биде уште подобро и колку тие се имплементираат комплетно и колку потоа можеме да се подпреме на нив. Имплементацијата на законите оди многу бавно кај нас. Ние имаме стварно добри законски текстови, но јас за измените напоменав за правната сигурност, затоа што знаете кога имате, вие сакате во нешто да инвестирате, сакате да знаете кои се постапките кои што ви ги дава законот. Ако нешто тргне наопаку. Така, ако ние ги менуваме постојано делови од законите, тоа за вас создава правна несигурност и вие не знаете веќе по кој закон што треба да направите за да отворите, не знам, собствен бизнес, да кажем. Да. Ако споменавте собствен бизнес, да се надополниме на претходниот разговор за младите дека стекнуваат знаење, вештини, пракса. Ние сме една плодна почва.
на вистина една одлична можност, многу работи не треба посебно да се измислат, само да се пренесат во државата. И веруваме дека младите се тие кои што треба да бидат таа движечка сила. Сега, во тој дел тука најмногу насочуваат дека имаат пречки и дека не можат да го направат тоа. Започнување на собствен бизнис. Па да, затоа што голем дел, ева пак ќе кажам, од постапките се премногу бирократски и затоа што е таква климата каде што вие немате сигурност да започнете нешто. Иако за волја на вистината, ако видите преку UNDP, грантовите кои што постојат и преку министерствата, Министерството за труд и социјална политика кој што има програми, има многу млади луѓе кои што отвориле собствени бизнеси. Моментално работиме и на законските можности за да им се олесни пристапот, односно на можноста за IT номадите да функционираат и работат во Македонија. Значи да ги тргнеме оние законски пречки кои што ги оневозможуваат, односно ги обесхрабруваат IT номадите да дојдат тука. Има програми, меѓутоа треба да се направат полесно достапни. Значи младите сакаат со еден клик да видат каде што и треба тие бирократски услови да се поедностават. Така. Да. Младите ти учествуваат во креирањето, така, но колку им се слуша гласот? Можам да зборувам за колку се слуша гласот во рамки на клубот за младински прашања и политики. Во сите процеси ние дискутираме за нивните потреби и формираме решенија врз основа на нивните потреби. Последно, бидејќи нели тема на разговор, законот за младинско учество, направивме јавна дебата со цел да видиме, ние да го пренесеме искуството од терен. Добро. Што функционира, што не функционира, тие да ни пренесат со какви искуства се соочуваат согласно законот. И сега целиот тој консултативен процес е заокружен со тоа што младинските организации, средношколските уни, дури политичките подмладоци дадоа своји забелешки на законот и законот, односно измените ги креираме во таква широка работна група, каде што има и драфт верзија на законот, па подоцнак има и финални предлог измени. Што значи дека во рамки на клубот, во собранието, гласот на младите луѓе е слушнат. За другите институции не можам да зборувам, бидејќи не сум представник на друга институција, само може да апелирам да повеќе се отвараат и потранспарентно ги водат процесите, особено кон младите луѓе. Спротиставени ставови сигурно има, голема е групата, со лесно ли ви оди работата? Па, горе-доле на забелешките се тие, така да немаме некои диаметрално спротиставени ставови од оно што е реално во пракса и што треба да се менува. Кога се работи во голема група, секогаш малку работите нели одат побавно, меѓутоа јас сум задоволна како процесот тече. Ајде да посветиме внимание на една од можеби најважните теми, за која што во изминатиот период зборувавме малку погласно, не дека никогаш не се зборувало, но малку погласно. Тоа е колку е важно менталното здравје, психолошкото здравје кај младите. Што ќе направите во тој дел? Зошто сега го одвојуваме посебно како еден сегмент во кој што треба многу да се вложува, затоа што може да забележите на терен дека потребата е голема? Менталното здравје не е нова тема. За жал, со после ковид пандемијата повеќе доби на значење и после сите случувања кои што ги имавме во регионот, како да не освести дека треба да обрнеме повеќе внимание, инаку постојано се зборувало. Во петокот во рамки на клубот имавме јавна дискусија за иницијативата за ментално здравје за млади, односно драфт верзија на Националната стратегија за ментално здравје, која што ја третира и раната детекција, интервенција на вообичаените ментални нарушувања, како што се анксиозноста и депресијата, на кои што многу малку обрнуваме внимание. Тоа ќе биде документ кој содржи низа насоки за институциите, особено за здравствените институции, но и образовните институции, како да се справат, односно како да дадат
поддршка на менталното здравје, но и рано да ги детектираат работите кои што се случуваат. Во рамки на Законот за средно образование исто така имаме доставено измени со цел да се воведат канцеларии за психолошка помош и поддршка на младите. Тие каде би биле канцеларии? Во консултација со младите, тие бараат тоа да бидат места кои што нема да бидат експлицитно видливи, затоа што кај нас се уште постои стигмата дека ако некој побара психолошка помош, дека не знам, е како мета на подсмев. Што затоа и ве прашувам, не треба да е случај, контекст, таа канцеларија ќе треба и да детектира она што се случува во училиштата, тоа е особено развиено е врсничкото насилство и сексуалното вознемирување. Ние имаме педагошки служби и тие си ја вршат работата, меѓутоа и за нив ќе биде уште поголема помош доколку има плюс место каде што ќе може да поразговараат и да дадат помош на некое дете или на некој ученик. Од тие системска работата, дали тука ќе бидат вклучени и Министерството за здравство, го споминавте? Министерството за здравство е носител на целиот проект и труд и социјала, па можеби и Министерството за внатрешни во некој сегмент. Ќе бидат ли повеќе вклучени? Таа стратегија содржи мерка за низ институции. Пред се носачка е Министерството за здравство, ви напомнав и Министерството за образование, нормално Министерството за внатрешни работи кога треба да се интервенира, инаку стратегијата работат експерти од областа. На истата работи и професор доктор Стојан Бајрактаров и професор доктор Софија Арнаудова од Филозофскиот факултет. Се работи со помош на Националниот младински совет на Македонија, бидејќи во Националниот младински совет членуваат низа на младински организации и полесно може да го води процесот кои се реалните потреби за односно поддршка на менталното здравје на младите, а Клубот за младински прашања само го отвара прашањето и го дава просторот да се води дебатата и да направи напори подоцна во својата надзорна улога да направи напори таа стратегија да се спроведува, бидејќи ние имаме куп национални стратегии кои што остануваат само парче хартија. А најважниот момент е всушност тоа, да се спроведува во пракса. Веројатно ќе треба многу да се внимава и на кадарот, кој што ќе има носечката улога во спроведување на целиот тој процес, нега и грижа на менталното здравје. Кога сме веќе кај кадарот, во делот на младите, вклучувањето на младите, во тој дел сметате ли дека треба малку повеќе да им се отвори патот? Дека можеби треба малку повеќе ветер во грб, како млад кадар, па и во институциите, па и во некои сегменти кои што се, да речем, движечка сила, вие сте сепак од вашата фела, вие сте од помладата генерација. Можеби помладата генерација носи една нова нота, која што ги следи и светските трендови, но сепак тука во овој образовен процес сме добиле знаење од повозрастната категорија. Некако чинам дека не се отвара толку лесно патот на помладите. Добро, на младите останува нели постојано да се докажуваат, бидејќи ние живееме во општество каде младоста ја гледаат се уште луѓето како стереотип и треба многу повеќе да работите за да стекнат доверба дека вие навистина нешто корисно кажувате и правите. Дека знаете што зборувате. Да, нити младоста, нити староста не се некој предност или хендикеп. Секогаш за некои работи ни треба совети од поискусните, од повозрастните. Но треба општеството да биде поотворено и треба да се дава апсолутно можности за младите да се развиваат и да дојдат до израз нивните потенцијали. И јас сметам дека една нова генерација треба да се отвори простор на една нова генерација која што сака да работи, сака да стекнува знаење. Ви благодарам. Благодарам за гостувањето денеска. Благодарам што одговоривте на поканата. Ова е еден закон кој што е од голема важност за сите и се надеваме дека токму истиот ќе донесе промени кои што се потребни. Благодарам и вас на поканата. Се согласувам дека е ова многу важен закон, иако многу малку се дава на приоритет и се гледа како нешто кое што си го работат младите, а всушност не сме свесни дека тие се супстратот на една држава и дека ако го изгубиме супстратот, всушност губиме се. Така, баш така убаво. Благодарам. Благодарам.